Во ова издание, председателот на САД вети одмазда за вчерашните напади кај Кабулскиот аеродром, во кој загинаа 13 припадници на американскиот армиски персонал и повеќе од 100 други. Во меѓувреме, притисокот на европските граници се зголемува и државите различно се справуваат со напливот на бегалци од Авганистан. И како да се разликува лажно од вистинско видео? Тешко. Но не е секогаш толку страшно како што изгледа. Некои служат за добри цели. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Толпи луѓе се вратија на аеродромот во Кабул, очајни да заминат и после вчерашните бомбашки напади. Председателот Бајден за ова се обрати на нацијата, ветувајќи одмазда. Како ќе го стори тоа? Кој се ИСИС-К, што ја презеда одговорноста за нападите, и за сите други детали ќе известуваме на нашите платформи. А ситуацијата во Авганистан предизвикува притисок и на други држави. За ова ќе зборуваме во следниот прилог. Новата ограда е долга 40 километри, колку што е и границата на Грција со Турција. Изградбата беше забрзана во очекување на наплив на бегалци од Авганистан кои би се упатиле кон Европа. Ги поддржуваме демократските права и слободи на луѓето, но не можеме да дозволиме да евентуално се појават инструментации на напливот на мигранти. Грција вели дека ќе се однесува кон бегалците во согласно со политиката на Европската Унија и меѓународното право. Земјата беше главна порта во 2015-та, кога 1,2 милиони бегалци и мигранти влегоа во Европа. Многумина беа сиријци кои бегаа од војната. Европските лидери во последниве денови предупредија на нов наплив на бегалци од Авганистан. Но овие стравови не се оправдани, вели аналитичарката за миграции Хелена Хан. Мерките за одвраќање, како и за запирање на мигрантите од соседните земји, а потенцијално и мерки што би ги презеле самите талибанци, во суштина ги спречуваат луѓето да ја напуштат земјата. Например, Иран наводно ги затвори граничните премини и предложи бегалски кампови да бидат изградени во рамки на земјата, но нема да им дозволи на луѓето да ги поминат границите. Турција изгради зид на границата со Иран и исто така го зголеми капацитетот на така наречените центри за репатриација. И покрај мерките, многу афганистанци успеа да стигнат до Турција. Овие мигранти се задржани во источниот град Ван. Сакам да и порачам на Европа и на другите земји да ни помогнат. Ние сме афганистанци, ние не се бориме, ние не сме талибанци. Сакаме да имаме добар живот. Оние кои ќе бидат фатани се задржувани во центри како овој. Турција вели дека ги запрела летовите за репатриација кон Авганистан. Се осигуравме дека ќе бидат преселени во земји како Европската Унија, Америка или Канада. Но нејасно е колку бегалци ќе прифатат овие земји. При посета на прифатен центар за афганистански бегалци кој се наоѓа во близина на Мадрид, представници на Европската Унија апелираа земјите членки да прифатат повеќе бегалци. До сега најголем дел од оние кои се евакуирани се оние кои работеле со западните сили во Авганистан. Европа може да направи повеќе, вели аналитичарката Хан. Земјите членки на Европската Унија може доброволно да ги зголемат квотите за прифаќање. Вообичаено во изминативе неколку години главен фокус беа сириците, но сега гледаме дека географските приоритети се менуваат. Во меѓувреме, Полска порача дека ќе изгради ограда долж границата со Белорусија, која се соочува со наплив на бегалци, вклучително и афганистанци. Полска тврди дека тие се економски мигранти и обвини Белорусија дека ги насочува кон нејзината граница. Но групите за човекови права ја обвинија Полска за прекршување на Женевската конвенција и за игнорирање на барањата за азил на мигрантите. Лажните видеа кои се прават со вештачка интелигенција се потешко можат да се откријат, но не се сите лоши. Некои од нив се користат за добри цели. Овие се лажни видеа. Ова е Доналд Трамп како признава дека е расист, а ова е Том Круз со четка и кофа како чисти кујна.
Според компанијата за кибернетска безбедност Sensity, видеа како овие се почести, покомплицирани и потешко се детектираат. Во извештај Sensity вели дека 90% од лажните видеа таргетираат жени со лажни голи слики и видеа од нив на интернет. Активистката за женски права Ноел Мартин вели дека нашла лажни сексуални видеа од неа кои имале илјадници прегледи. Авторите никогаш не биле идентификувани, но ситуацијата ја поттикнала Мартин да почне кампања за помош на жени кои се нашле во слична ситуација. Многу е лесно да им кажете на луѓето да бидат внимателни што објавуваат онлайн. Јас едноставно не верувам дека тоа е доволно за 2021 година. Мартин сака владите да ги регулираат лажните видеа онлайн. Во САД само сојузните држави Њу Јорк, Калифорнија, Вирџинија, Мериленд и Тексас имаат закони кои ја регулираат оваа материја. Усвојувањето на федерален закон со кој би се забраниле ваквите лажни видеа е многу неверојатно, велат експерти. Во моментов има 5 сојузни држави во САД кои имаат закони против лажни видеа направени со вештачка интелигенција. Сепак тие важат во многу специфичен контекст, како политички. Ако направите лажно видео од кандидат за време на избори, тоа може да биде кривично дело. Неодамна и така наречените географски лажни видеа додадоа на загриженоста. Има лажни сателитски слики кои би можеле да се искористат како алатка за ширење неточни информации за природни катастрофи. Тим од научници на Универзитетот Вашингтон работи на начини за откривање такви лажни видеа и слики. Може да се искористат за повеќе цели, да се направи симулација од зграда или бомбардиран регион. Од технички аспект тие можат да манипулираат со буквално се на површината на земјата. Но не сите вакви материјали се опасни. Стартап компанијата Flawless почна програма за синхронизација на странски филмови и телевизиски шоуа. Алгоритам ги анализира изразите на лицето на актерот или актерката. Потоа го прави истото со синхронизираниот актер и на крај ги синхронизира двајцата. Може да се надмине проблемот со јазикот. Тоа навистина е одлична можност луѓето да добијат пристап до разна содржина низ целиот свет, која претходно луѓето не сакаа да ја гледаат поради препреките со преводот. Тие веруваат дека технологијата во вакви случаи ќе може да ја однесе филмската индустрија на сосема друго ниво и да стане пример за добар и ефективен начин на користење на вештачката интелигенција. Во салон за убавина во Сан Франциско, робот ги лакира ноктите на муштериите за помалку од 10 минути со помош на компјутер и вештачка интелигенција. Погледнете. Ренука Апте е софтвер инженерка и сака ноктите да ја бидат лакирани, но тоа одзема време. It would make me feel guilty and frivolous. Сакала процесот да го направи побрз и попристапен, заради што станала коосновачка на бизнес за маникир, донесувајќи го најновото од компјутерската визија, 3D мапирање и вештачка интелигенција во салонот. We call it quick serve beauty. Го нарековме брза услуга за убавина. Идејата е експресна рутина за убавина за луѓе што се брзаат. 2 камери прават 100 слики на ноктот. Софтверот ги поврзува сликите во 3D модел. Ова се случува во 1 секунда. And then that gets shipped to our algorithms. Од тука тоа оди во нашите алгоритми, што всушност одредува каде да го испрати млазот на лак. Прецизноста е многу важна, како што може да замислите. Роботот доаѓа на 0,3 мм од работ на ноктот. Кога шишенцата со лак не работат со роботот, основачите на бизнесот направиле свој. Роботите може да прават и работи својствени на луѓето, како импровизирање, вели Андра Кей, извршна директорка на Robotics од Силиконската долина. And it's the reliability. Можете да сметате на нив и на нивната способност да се справат со варијации, што издвојува успешна роботска компанија од иновација. We will never be like the sit down. Никогаш нема да бидеме место за опуштање. Овде ќе дојдете и брзо ќе излезете. Апте веќе договара соработка со хотели и други места каде ќе бидат во примена нејзините роботски станици за маникир. И тука е крајот на емисијата. Поздрав до понеделник.